Почитувани. Откако ја доведоа државата до питачки стап, ги задолжија граѓаните и го поделија народот, на луѓето од ВМРО ДПМНЕ им текна да го слушнат мислењето на граѓаните. Откако ја направија државата рекордер во сиромаштија и мизерија, земја во која платите се со најмала куповна моќ, а поскапувањата се секојдневни и представуваат кошмар, откако ги принудија граѓаните да станат експерти за покривање на рати преку неколку кредитни картички, ВМРО ДПМНЕ прашуваат за потребите на граѓаните. Откако економијата, стопанството и индустријата ги фрлија на колена, а земјата ја направија зависник од кредити, ВМРО ДПМНЕ бара идеи. Откако на граѓаните, сопствениците на мали продавници и стопанствениците им садија уплав од превисоките казни од инспекторите за најситни пропусти, ВМРО ДПМНЕ бара предлози. Откако непродуктивното трошење на парите од граѓаните по разни реклами, споменици, скапи огради и жални врби им стана умилена активност, луѓето од ВМРО ДПМНЕ безобразно побараа да го слушнат барањето од обичниот човек. Какво лицемерие! Господа, со оглед на тоа што вчера не добивте ниту еден предлог и за половина час го кренавте штандот, редно е да ви стане јасно дека граѓаните на општина Струмица има каде да ги даваат своите предлози. Тие знаат дека само локалната самоуправа, предводена од градоначалникот Зоран Заев, може да ги реализира сите нивни идеи и добри предлози. И ако навистина сакате нешто да направите за своите сограѓани, запрете го бесправното сечење на шумата околу Струмичкиот регион. Граѓаните ни доставија видеоматеријал за да се уверите како се уништува зелениот појас околу градот. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Струмица ви ја упати првата идеја. Вие сте наред. Запрете го безмилосното загрозување на нашите бели дробови. Институциите на власта конечно нека се фатат за работа. Благодарам.